Ова што го слушате во моментот не е поројниот дожд. Ова е звукот на водената стихија во скопското село Стајковци, која безмилосно носи се пред себе. Во позадина може да се слушнат и луѓе како викаат за помош, откако надојдената вода буквално ги затекнала жителите на погодените места, неспремни и испаничени. Третиот ден од поплавите кои го зафатија Скопје и околината ни донесоа уште пострашна слика од она што можевме да го видиме досега. Овој пат и одблизу сме со луѓето кои со последни сили се обидуваат сами да го исчистат хаосот што го предизвика водениот пекол од саботата вечерта. Велат најголемиот проблем за сега е што веќе немаат простор каде да изфрлаат калта која ги поплави нивните домови и подруми. Бараат од надлежните камион повеќе, лопата додатно за да го исчистат водениот пекол кој што ги разурна нивните домови, а и нивните животи. Ми беме внатре. Ја, жена ми и син ми. И мисли сме ќе е мала вода. Изнесоме теписониве, туриме пред вратава тука и ја држиме вратава. И одеднаш, по втор пат, кога дојде појако, не турна нас навака и почна да се пуни одеднаш. Одеднаш, тој може да било за пола сат се напуни овој се. По втор пат кога дојде. Немаше што да земеме. Бемо катастрофално исплашени. И бегаме горе наспред. Среќа што имаме па кај да се качиме. Значи останаме живи. Другото гледате, тоа е 100% се уништено. Нема ништо. Стварите веќе надва. Подрумот, ако може ќе ударите на сликата, ама и нема и потреба. Значи еве тока е било вода. И сега никој од држава не се сети вчера да рече чекаве да пројдеме да направиме една контрола да видиме луѓето како дали има жив некој. Ово се плаќа да се надокнадува, ако не се надокнадува нема ништо. Значи да види луѓето како е ситуацијава, што е? Од кај дошол тој бран? Како, што? Има ли преживеени? Треба ли да се помогне? На улица да прати едно камионче помало. Шлепер дошол на сред село, некој со колички трупа помош си зима и си носи дома остава. Абе разнеси по улица, секој нека земе по едно шише вода. Некој 10 члена, 2 шишиња вода. Што ќе прави со 2 шишиња вода? Улицава ни е страотно лоша, не можеме да се движиме буквално. Гледате од кај поминуваме преку дворови. Ни треба механизација. Значи механизацијата први да ги очисти улиците за да можеме да функционираме, да се движиме, да чистиме. Ова треба се да се изнесе. Значи навистина ни треба на прво место механизација. Вчера дојдоа поминаа некои кој што зема, кој што мораме да одиме да речам до сред село по вода. Водата се носи по куќи во ваква ситуација. Што велат комшије, дали да чистиме, дали да се справуваме со ова, да не... Без струја сме, се што имаме од фриждер, отиде у аут. Дали да идеме да чистиме, да се средуваме или да идеме по вода или по јадење. Значи бараме сега подхитно да пројде од општината, да изврши некоја проценка и да се пушти некоја машина да го чистиме овој кал, да може да функционираме. Овој нека стои тука, може со месец овој ќе стои, али да може да функционираме, да отидеме до продавница, значи да си помогнеме еден на друг. Ако нема други барми што сме ние тука, да се очисти овој, да може да функционираме по улицава. Друго помош, кога ќе има, што ќе има, тоа е друга приказна. Имаме вишок материјал што треба да се исфрли, треба комисија да помине, да ги слика предметите што сме ги изгубиле, што сме ги печале 30-40 години. Значи треба да се изврши комисија, да се слика тоа, да се процени, за да може да се фрла. Ја ако фрлам све, он од кај знае колку имам штета. Целата покутија од фрижидери, од шпорите. Да чекаме да ни дадат едно шишенце водички. Има нефер делење на хуманитарната храна и на душеци. Тука има луѓе што нема кај да спијат на сув кревет. Овие тука се најзагрозени, ќе мора да одите да видите. И кај се качувале на таван деца да спасат. Ја моите деца кај нив ги однесов. У последен момент до тука беше водата. И срча нешто ми удри мисечи и ноги и се. Че ме однесеше вода. Значи да дојде комисија, да снима, да оди и после треба да додат камиони да се фрлат тињата. Јас сум викнал, ми дошле колеги и 100 души да ми дадат на помош. Јас само у дворот од чуплю празно префрлам. Од подрум тука, отишла ка комшијата од куќата му е пола тиња на улица, немаш да помогнеш, сите сакаме да си помогнеме меѓу себе.
Страшната гледка и изнемоштеност од тридневната напорна работа зедоа уште животи. Селаните во Скопско Стајковци велат дека во текот на претходниот ден тројца луѓе биле погодени од инфаркт и веднаш биле однесени со брза помош во најблиските болници. Жителите се жалат и дека веќе 3 дена се оставени сами да се справуваат со водениот пекол, без помош од армијата, без помош од надлежните служби. Меѓутоа, додека екипата на телевизија Нова беше на терен, забележавме голем број на екипи од армијата, комуналните служби па и доброволци кои пристигнаа во Стајковци и се упатија онаму каде што се најпотребни. Има еден од удар валда погинате во Однесова, еден повреден во Однесова. И има едно 5-6 сега одејки барајки чижми. Третиот ден првпат излегувам да барам чижми, немам. И по патот одејки се пожалија 10 души на тешки болести. Немаат лекови, се е однесено. Бараат помош, нема од никаде. Бевме до сред село, таму има све, по куќи нема ништо. Значи, од сред село има све, по куќи нема ништо. Војска има, помош има, по куќи нема ништо. Доаѓаат, си заминуваат. Видат дека е тешко и си заминуваат. Така да, организацијата е нула. Нула. А ние трети ден и дење и ноќе не сме ставиле око на себе, пошто и ноќе се работи, ден се работи и све стои. Има и помош од наши луѓе, али не вреди, многу е. Рекоа денеска дека ќе дојдат комисија за проценување на штетата. Така разбраме, синоќа на телевизија разбраме, бев кај ќерка ми ја. Како ќе биде процеката, колку што ќе видиме. Така да, како што гледате, лоши работи. Што ви е најпотребно моментално за да... Све освен вода. Вода има колку сакаш. Друго нема ништо. Лекови немаме, се е однесено. Не можеме да купиме, пари се однесени. Значи, водата е нагло дојдена, што немаше шанса, ние едва се спасиме. Со 2 деца близначиња сум ги носел, вака сум ги носел низ водата до овде. Значи, таа одеднаш дојде, значи тоа е едино спасот. Тоа би беше следното прашање, дали одеднаш дојде водата или Одеднаш. Да беше полека, ќе се снајдеме. Ќе избегаме на време. Одеднаш дојде. Кога отвориме, кога видиме вода тече внатре, помалку, кога отвори врата, кога жбурна вода до овде. Едва излегуваме, значи 2 деца ги држам во раце, близачиња, и имаше еден помош ми помогна и со едната рака за ограда, со другата рака детето, да ги качиме горе. Саботното невидено досега невреме однесе близу 30 човечки животи. Преку 100 луѓе се повредени, а причината е огромна материјална штета која што доправа треба да се утврдува. Последна надеж на погодените семејства се надлежните институции и добродушноста на граѓаните кои сакаат да помогнат, бидејќи трет ден после историската поплава во Скопје и околината, жителите на погодените места се на крајот на своите сили и повеќе не можат сами да се справат со хаосот кој го предизвика страшното невреме.